Како што се договоривме, се префрливме од местото за дневник на местото на отвореното студио, студио 1. Јас сум Сашо Ордановски, секој понеделник со вас, а вечерва со мене е господинот Бојан Маричич, кој што е советник на премиерот Заев и шеф на техничкиот тим за преговори со Европската Унија, оваа голема, да кажем, процесија која што не очекува во наредните години, Бојане, не само во нареднава година. Неодамна се вративте од Брисел, мислам дека до викендов бевте таму, каде што поминавте повторна цела тура на разговори со функционерите на Европската комисија. Како поминувате сега после овај прием во НАТО, после целата таа еуфорија која што доживеавме во другиот дел на Брисел, каде што е сместено седиштето на НАТО, сега во зградите на Европската Унија? Се чувствува ли таа еуфорија и во Европската Унија после овој успех, да кажем, на Македонија, на Северна Македонија со влезот во НАТО? Па, средбите беа пријателски, пријатни и имаше моменти на еуфорија и повторно честитање. Бевме со главниот политички преговорач подпредседателот Османи на средби со Хани, со Могерини и друга серија на средби и нормално оние редовни технички подготвителни состаноци за поглавијата кои што ги правиме веќе неколку месеци. На сите тие средби пораката е јасна. Големи честитки, големи поздрави и за договорот од Преспа, за уставните промени, но и за се друго што се прави. Она што можам да кажеме дека расположението во европските институции денес е многу поголемо отколку лани ова време, што е логично со оглед на тоа дека многу работи се случија од тогаш, но исто така и дека меѓу државите членки расположението е поголемо и попозитивно во однос на минатата година. Тоа не значи дека не остануваат предизвиците со одредени држави членки, тоа не значи дека ситуацијата е помалку комплицирана со оглед на тоа дека во крајот на мај имаме европски избори за Европскиот парламент. Чувствува ли таа атмосфера на подготовка, бидејќи оваа комисија се заминува, така што ќе дојдат нови представници? Има ли такво некое расположение во Европската Унија? Апсолутно, ова е период на два крупни процеси. Едниот е Брекзит и подготовката на сценариото за Брекзит, кое што се уште не е познато до крај како ќе изгледа, но тоа е една од клучните теми на масата. И втората тема е подготовката за европските избори. Кој има поголеми шанси, кој ќе биде носител на листа каде, кој се уште е во игра од комесарите за идната комисија, кој сега си оди, така што тие две игри се главни и ќе бидат можеби одлучувачки за одлуките во јуни. Ајде малку околу Брекзитот. Денеска Тереза Меј изјави дека и заправо таму се случува голем земјотрес. Не неколку, туку цела група од 11 пратеници и на лабористите и на конзервативците ги напуштија своите партии, формираа нова независна листа. Се предпоставува дека уште многумина ќе им се придружат со оглед на тоа како се одвива целата оваа процедура за Брекзит. Тереза Меј од петни жели се обидува до крајот на март да постигне некаков договор што ќе овозможи излегување. Меѓутоа истовремено високи функционери од владата на самата Меј најавуваат дека е можно да се одложи датумот. Денеска слушнавме во средбите кои што ги имаше Меј со представниците на Европската Унија дека некој таму спомнува дека тоа може да потрае дури и наредни 2 години тоа одлагање. Целиот тој комплекс кој што е многу компликуван, бидејќи Велика Британија се разбира една од најголемите членки на Европската Унија, како влијае врз расположението за оваа дебата за оваа микропримање на микроземји? Сепак сме ние па и Албанија многу мал залог за Европската Унија во рамките на оваа политичка дебата која се води за Брекзитот и која е се понапната, се понервозна, се по слушаме разноразни изјави кои што се спротивставени така. Го чувствувате ли вие тоа кога одите таму, Бојан? Не може да не биде голем потрес фактот дека една голема, најголемите држави членки на Европската Унија ја напушта. Така што тоа неминовно ги обликува, ги врамува дискусиите на одреден начин. Има еден период во наредните неколку месеци, значи март и април, кога државите членки па и европските институции нема да бидат многу расположени да дискутираат за било што друго, бидејќи ова е доволно крупно да ги заокупира нив целост. Така што во овој период сигурно нема да сакаат да дискутираат за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и така натаму. Ке има паралелна трака на дискусија за овие регионални прашања Србија, Косово, Белград, Приштина, Босна и Херцеговина и така натаму, но главната преокупација ќе биде Брекзит. Она што е поделбата на дискусијата, аргументите или двете страни во моментот се оние кои што инсистираат Брекзитот да се случи макар и по цена тој да биде без конкретен план, односно без конкретен договор,
А втората опција е онаа која што се залага да има Брекзит, но откако ќе се договорат сите детали, па макар и по цена да се одложи датумот кој што беше договорен. Тоа е она тврдо и меко излегување на Велика Британија. Значи дебатата е променета. Порано тврдото и мекото излегување и двете подразбираат некаков договор. Сега тврдо излегување значи излез без договор со сите последици и второто е она можеби подолго трајно, меѓутоа подржливо веројатно, а и тоа за е двете страни, и за двете страни, а тоа е напуштањето со договор, макар и тоа да биде некоја месец или година подоцна. Пред да почнеме за нашите проблеми, ја спомнува ли некој Турција воопшто во Брисел, бидејќи таа е земја со најголем стаж на кандидатски статус и со незапочнати, започнати преговори и така натаму. Во кој контекст се спомнува Турција овие денови или овие месеци во Брисел? Па Турција се спомнува во повеќе контексти, но ретко кој од тие контексти ја спомнува во рамките на прашањето на проширување на ЕУ, така што во однос на, ако за Балканот е можеби паднат ентузијазмот, за Турција е 10 пати повеќе паднат, така што тоа е прашање закочено веќе подолго време, да сите им е јасно дека ќе мора да се бара некој решение за односите меѓу ЕУ и Турција, но се помал е ентузијазмот да се дискутира за Турција во контекст на проширувањето. Добро, Бојан, што всушност разговарате на овие состаноци во Брисел? Беше и Бујар Османи таму, вие сте таму со цела една делегација и така натаму. Што се тоа, технички разговори или се уште се многу политички разговорите? Разговорите на политичко ниво со Хан, Могерини и другите високи представници се уште се фокусираат на стабилноста и одржливоста на процесот на договорот од Преспа, но исто така и на реформите. Тоа е, дури се оди и во практични термини. Дали ќе се усвои законот за антидискриминација до крај на март, дали ДКСК ќе профункционира како што треба и ќе ги разгледа овие случаи кои што веќе се на нејзина маса. Дали законот за внатрешни, односно за тајните служби, целиот тој пакет исто така е една тема на разговор, така што сите тие и политички разговори се всушност прилично практични во смисла на промена на системот во делот на разузнавање, судство, јавна администрација и сите оние други теми кои што до сега беа на маса. Па добро, што има тука уште политички да се разговара, бидејќи ние тие теми ги знаеме, да не кажам со години, ама секако од како дојде на оваа власт. Политички е, например, да бидат успешни претседателските избори. Тоа е една битна политичка. Тоа е јасна порака која што ја кажуваат во Брисел? Па нормално интерес е за да се одрази и потврди стабилноста на државата, да имаме успешни претседателски избори. Таму дојде еден притисок да нема парламентарни избори, претпоставам дека објаснувањето беше за да оваа влада се сконцентрира на неопходните реформи. Сега се претседателските избори во нивниот фокус, претпоставам. Да, и битно е да се направат сите потребни чекори од Државната изборна комисија и сите надлежни институции, за да нема никои аргументи да се повика на некакви неправилности, за да биде тоа алиби за некои политички чекори како во минатото со референдумот или со други... Со други зборови, бойкотирања, непризнавање резултати и така натаму. Јасна е пораката дека и на некој начин порака и до опозицијата дека не треба овој пат да се оди на тоа. Што значи тоа на некој начин? Тоа значи дека по други канали им го кажуваат тоа на нив? Па да, има прилика и тие самите да разговараат и во Брисел и во регионот, а и тука кога доаѓаат представниците и да им биде соопштено дека бойкотирањето и да речеме неучеството во таков политички процес според правилата и законите не е европски, не е демократски. Добро, тоа во Македонија е помалку и традиција, бидејќи сите бойкотирале, сите се бунеле, сите протестирале, меѓутоа пораките се сега такви. Докаде сме со онаа идеја дека прво докаде сме со фактичкото изготвување на извештаите? Еве газиме февруари, наскоро доаѓа март. Тие извештаи се пишуваат во април, ако не се лажам. Се подготвува ли таа материја или се уште сме во фаза на некакви проверки кои ги прави Брисел пред да седне да ги пишуваат извештаи? Па еве на секоја седница на влада се дискутира ова прашање, па и денес. Инаку да кажем, додека ние разговараме, ова е важно и за нашите гледачи, додека ние разговараме овдека, владата одржува редовна седница, тоа значи дека не се степале дуи се да се уште седат на иста маса и разговараат, се извидувам. Да. Значи, почетокот на март е некој првичен рок кога ние треба да доставиме нова тура на аргументи зашто имаме напредок и зашто заслужуваме. Ние како влада зборувам.
До ноември беше првиот рок, доставивме, сега почеток на март е вториот рок и ќе имаме можност до крајот на март, па овој пат и малку подолго, да доставуваме нови примери и аргументи како влада зошто сметаме дека сме направиле напредок во однос на минатиот извештај или минатогодишниот извештај. Овој пат е специфично што извештајот ќе се објави малку подоцна. Вообичаено се објавува по новите правила крајот на април. Овој пат ќе биде крајот на мај, најверојатно. Најверојатно, се уште немаме потврда, меѓутоа во секој случај после европските избори. Тоа што значи? Тоа значи дека практично оваа администрација ќе го подготвува, Да. а следната ќе треба да го следната европска администрација да го политички да го објасни, да го образложи. Оваа администрација ќе треба да го заокружи целиот тој процес, бидејќи новата комисија ќе стапи на должност 1 ноември. Значи, до 1 ноември е овој состав на комисијата. Тоа значи дека по европските избори ние се надеваме крајот на мај дека ќе се објават извештаите за да има време до крајот на јуни да се подготват одлуките на Советот. Сите од овие сегашни европски функционери ќе бидат променети? Најверојатно да. Најверојатно да, а оние кои што ќе останат во комисијата веројатно ќе бидат на други портфолија, на други ресори. Добро, и тоа вие го чувствувате како некаква погодност за нас, со тоа што оваа комисија сепак тоа ќе го брои во своето успешно портфолио, да кажем, особено овој пробив со Македонија. Нашата цел е до крајот на мандатот на оваа комисија ние да ги отвориме преговорите, да имаме одлука за почеток на преговорите, донесена од државите членки. Тоа значи дека до крајот до ноември сакаме да добиеме таква одлука за да можеме да ги започнеме, а подготовките веќе течат, да можеме ефективно да ги започнеме во оној момент кога ќе биде донесена таа одлука, па макар тој да биде со новиот состав на комисијата, затоа што службите ќе работат, ќе продолжат да работат, секако ќе им треба време на новите комесари да влезат во своите ресори, да се запознаат повеќе со портфолијата, но нас ни е битно дека процесот обстојува и продолжува. Должам еден одговор за техничките состаноци. Да. Веќе 13 поглавја се поминати, значи скоро нешто повеќе од третина сме поминале. На тие технички состаноци многу ревносно присуствуваме бројни делегации од сите државни институции. Еве минатата недела Агенција за храна и ветерина со сите оние детали, пред минатата Завод за статистика. Подготвени сме за тие состаноци? Има институции кои што се извонредно подготвени, искрено и на моје голямо изненадување, има институции кои што има повеќе работа. Меѓутоа, овие стручни институции кои што ги споменав, можам само да ги пофалам. Кај различни комесари во сегашниот состав на Европската комисија има, се чини, барем се добива вака кога се гледа од надвор, има различни ставови за тоа дали треба Македонија и Албанија да бидат третирани или треба да се одвојат пред се заради одредени компликации низ кои што поминува на внатрешно политички план Албанија со својата влада со опозицијата, бидејќи таму сударот е жесток и станува се пожесток. Каква е атмосферата во комисијата околу оваа дилема? И дали нам тоа ни штети, може ли тоа да не повлече надолу или ние ќе ги повлекуваме нагоре? Ние принципиелно се залагаме за сите држави од регионот да напредуваат и немаме ништо против, напротив, да чекориме заедно со Албанија. Па и секогаш е подобро конечно во група, затоа што тоа звучи како поголем проект за самата Европска унија. Тоа е точно и тоа мотивира на некој начин повеќе да работите затоа што имате некој ученик заедно со вас кој што исто така се докажува и се покажува. Малку конкуренција, меѓутоа здрава на некој начин. Ние сме малку конкуренција, а многу повеќе во каша, да речам, партнери и очекуваме да ги почнеме преговорите. Наш принципиелен став е дека ние немаме ништо против заедно да чекориме со Албанија. Нас ни е битно и примарен интерес ни е да добиеме таква одлука. Доколку тоа од било која причина пречи, тоа сепак треба индивидуално да се ценат државите и да се даде шанса на секоја држава индивидуално, но ние цврсто веруваме дека ќе успееме заеднички, бидејќи впрочем и на овие подготвителни технички состаноци присуствуваме трилатерално Европска унија, Северна Македонија и Албанија. А трилатерално присуствуваат. Да. И сега смеам да прашам, иако тоа влегува во некаква дипломатска дискреција, ние сме на нивото на Албанија, они се на нашето ниво во смисла на подготвеност на тие технички преговори и така натаму? Како и во секоја заедничка трка, некаде сме поспори, некаде сме побрзи, но генерално мислам дека сме тука негде и сме подготвени да започнеме и ако ги започнеме оваа година, во некои области можеме и брзо да ги стигнеме и Србија и Црна Гора кои веќе 5-6 години преговараат.
И понатаму ни останува Франција како главен проблем и кочничар на тоа проширување, бидејќи таму има еден принципиелен став дека тие не заради Македонија или заради Албанија или заради некој друг, туку не сакаат проширување додека не си го средат својот двор. И понатаму е Франција проблемот. Во оваа фаза, кога сме неколку месеци пред европските избори, имаме два типа на држави. Држави кои јасно се изјаснуваат за и даваат поддршка, и држави кои се уште молчат. Такви се повеќе што се изјаснуваат јасно или се повеќе? Да, повеќе се што се изјаснуваат за, неколку се што молчат. Франција е меѓу нив и очекуваме дискусијата таму да се отвори дури по европските избори, затоа што принципиелно тоа ни беше соопштено и минатата година од претседателот Макрон дека до европските избори не сака да дискутира отворено и подлабоко за прашањето на проширувањето. Па сепак утре во Македонија доаѓа министерката за Европа на француската влада, госпоѓата Натали Луазо, која што за викендот даде едно интервју, ми се чини за Слободна Европа, ако не се лажем. За Мија беше, се извинувам, да, за Мија. Прилично тврдо интервју во кое што не остави многу простор за голем оптимизам. Како го толкувате тој, што очекувате? Од една страна не е ли изненадување што воопшто доаѓа, бидејќи мислам дека имавме и тој тип на проблеми, што бевме ставени на една резервна линија таму во Франција, сепак сега министерката доаѓа. Таа ќе ќе трча на листата на Макрон за европратеник, ако не се лажам. Тоа е многу висок представник на француската влада. Мислам дека таа голема работа му има завршена на Макрон за време на изборите во Франција. Ако не се лажам, таа беше една од звездите кои што му направи се релативно блиски со францускиот претседател. Блиски се и не случајно е токму на ресорот на европски прашања. Инаку, самиот факт што доаѓа толку висок представник на француската влада за нас е позитивна порака и ние сме задоволни поради тоа. Затоа што во оној десант на дипломати и високи представници од ЕУ и НАТО, Франција тогаш не испрати свој представник, така што ова е одлична прилика по завршувањето на процесот да бидеме посетени. Иако Макрон испрати писмо со похвалби и честитки така натаму за Преспанскиот договор за НАТО, сето тоа беше секако и ова е едно продолжение на тоа, би рекол еден чекор понапред. Има интензивирање на билатералните односи со иницијативи за соработка меѓу двете влади и јавните администрации, обуки и така натака. И ова е еден чекор во таа насока, ќе биде потпишан и конкретен договор утре меѓу министерката Луазо и министерот Адеми за образование и наука за соработка на тоа поле и изучување на францускиот јазик и се очекува, ние барем очекуваме да ние имаме шанса да прикажеме и представиме сето она што ние сме го направиле во изминатава година и поскоро две, и зошто сметаме дека треба да ни се даде шанса. Секако не очекуваме утре да имаме било каков конечен одговор кој што ќе ги затвори тие дискусии. Напротив, ние очекуваме само да се прифатат нашите аргументи, да се чуе и разбере позицијата на Франција, а сериозните дискусии и носењето на одлуки да се случат по европските избори, в зависност секако и од делумно и од резултатите. Така е. Добро, да прашам сега, каков е всушност календарот кој што ни предстои? Ги спомнуваме европските избори, спомнуваме редовниот извештај, па малку ќе се помести така натаму. Што правите вие во меѓувреме? Имаме ние превземени обврски кои треба да ги спорачаме според некаков календар? Ние имаме официјален реформски план, кој што план 18, кој што кореспондира со заклучоците на јунскиот совет од минатата година и ги третира тие 4 области. Најголем дел од тие 4 области се, да речеме, исполнети целосно или делумно. Остануваат неколку крупни работи, меѓу кои усвојување на пакетот на закони за разузнавачките служби, но исто така и усвојување на законот за антидискриминација, Жан Моне диалогот, значи уште неколку елементи кои што има време да се комплетираат во наредниот период. Покрај тоа што ќе биде усвоено и ставено на хартија и веќе треба да профункционира на дело, действијата на ДКСК, обвинителство, судство треба да се покажат исто така врз основа на законот и тоа ќе биде наш случај, наш кейс да излеземе некаде во текот на април, делумно и мај, а особено јуни на европска сцена во главните градови на клучните држави членки и во Брисел и да кажеме ние направивме, за тој период можевме толку, државата ни е стабилна, успешни претседателски избори и сето тоа да биде воведено во една логична одлука. Во оваа елаборација гледам, детектирам барем десетина места кои што ќе имате нагазни мини. Во наредните за неколку недели вегуваме се вкрстува практично овој календар за кој говорите и календарот за претседателските избори. Го споменавте диалогот Жан Моне и така натаму. Колку е
по ваше мислење опозицијата свесна за важноста на овој момент, на овој процес и дали таа практично не може да ја укочи целата работа ако одбор е да биде или неконструктивна или пак ако има навистина причини да биде неконструктивна? До сега опозицијата покажала дека може да биде и конструктивна, може да биде и деструктивна. Секако тоа ќе зависи дали ќе го стават на преден план интересот на својата партија и на луѓето околу неа или пак интересот на државата. Мислам дека секогаш кога го ставале на прво место интересот на државата, знаеле да изгласаат позитивни закони, закони кои што се битни за сите. Сме знаеле и заеднички представниците на власта и опозицијата да изберат Државна комисија за спречување на корупцијата без никој да даде забелешка на процесот на избирање и ред други такви примери во минатото. Секако тоа е една страна на приказната и јас верувам дека ќе одат во таа насока, затоа што мислам дека сите се изморени од бојкотирање и блокирање. И време е да се влезе во таа една фер битка во која што секако ќе имаат и тие своји аргументи да изнесат. Имате ли од таа страна соговорници? Одите ли вие во некакви брифинзи на опозицијата, еве, после вака важни средби и така натаму, или ги оставате да дознаат од печатот што се случува во тој Имаат процес? и тие директни контакти, имаме и ние по потреба контакти, така што не е дека не постои комуникација, сепак таа е на некое работно ниво, впрочем и во собранието има доста прилика за комуникација секојдневно. Добро, од другата страна гледаме на вокабулар кој што е на ниво на деспотизми, терори, црнила, крв до колена и така натаму. Тоа не ќе да е некаков вокабулар кој што предпоставува не знам каква соработка, па и поттикнување на овој процес за кој што разговараме. Јас само да кажам дека господин Христијан Мицковски во среда ќе ми биде гостин на печата неделата, се разбира дека и со него ќе поразговараме за сите овие аспекти, но дали тоа некој во Брисел вам ви го спомнува? Па, оно што ми е важно во Брисел е секогаш да има простор, нормално политички простор за опозицијата и ние секогаш тоа сме го, како влада, сме го потикнувале, возможувале и сме пружале рака за крупните прашања. Не секогаш таа рака била земена сериозно во предвид. Она што јас можам да кажам е дека реториката која што ја слушаме во изминатиот период не одговара ниту на реалноста, ниту на она што реално се случува ниту во институциите, ниту во државата и во општеството. Меѓутоа, ако заврши само на засилена реторика, нека заврши, нека биде и само на тоа, па другите работи нека протечат како што Колку врз нашиот процес влијае процесот на српско-албанските, српско-косовските разговори, преговори околу иднината на тој проблем? Предпоставам дека Преспанскиот договор, не предпоставам, туку знаеме дека се доживеа како исклучителен пробив. Денеска го слушав председателот Месич, бившиот хрватски председател, бидејќи беа собрани на одбележување 15 години од смртта на господинот Трајковски, и тој во својот одговор рече дека е тоа веројатно најважниот билатерален договор, јас сега го цитирам, кој што е подпишан во Европа после Втората светска војна наваму. Ја не знам дали тоа звучи како претерување, но знам дека и од моите контакти дека на тој договор навистина се гледа со многу големи комплименти за тоа што е постигнато. Дали тој договор ќе успее да не заштити, да не, како да кажам, да не биде некаква карта, некаков адут повеќе во однос на ова што може да се искомпликува околу Косово и Србија? Дали тоа ни влијае на нашите преговори? Тој договор веќе не седна на масата на НАТО. И тој договор треба да ја заокружи таа процедура за наше зачленување во НАТО во оптимистичка варијанта и до крајот на оваа година, до самитот на НАТО во Лондон во декември, но во секој случај не подолго од една година од сега. Тој договор веќе не ја запечати Северна Македонија како фактор како држава која што нема отворени прашања со соседите, што е вистинска реткост на Балканот. Тоа не значи дека е тоа за секогаш дадено. Ние треба да имаме предвид дека динамиката се менува од време на време во регионот, но нам ни е битно дека ние во моментот ги имаме затворено тие прашања и тоа неминовно дава една позитивна енергија и една ретка добра вест од Западен Балкан. Српско-косовски? Да. Тоа на некој начин изврши притисок врз Србија и Косово, Белград и Приштина, но изврши притисок и врз европските институции дека дипломатијата има шанси, дека доколку се даде доволно напори и има волја од сите страни, може да даде и резултати.
Знаеме дека тој диалог е замрзнат откако владата на Косово ги воведе оние царини од 100% кон производите од Србија и јас лично не очекувам дека тој диалог ќе продолжи се додека таа мерка не биде на некој начин ставена вон сила за да има атмосфера за разговори. Има ли пренос на српски производи преку Македонија за Косово за да се избегнат царините? Не знам, јас не сум слушнал за тоа. А дали тоа некој ви го кажува во Брисел? Ви ставаат такви забелешки или тоа не е проблем на Брисел? Не е проблем на Брисел, меѓутоа е проблем во пренос на смисла самата мерка, бидејќи комесарот Хан вложи многу политичка енергија и кредибилитет да ја развие на регионална економска област во рамки на Берлинскиот процес, која што меѓу другото подразбира еден од битните столбови е трговијата, регионалната трговија. И точно во од Трст наваму имаше зголемување од некои 15% на регионалната трговија, оваа мерка сигурно тоа ќе го наруши, во таа смисла се заинтересирани. Меѓутоа мислам дека за ова, да речеме, пренесување на српски производи преку други држави, најзаинтересирана е да не се случува косовската влада и мислам дека ревносно тоа го следат. Хан заминува од комисијата, што се зборува во Брисел? За Могерини слушаме дека има амбиции политички да продолжи со друга политичка кариера, можеби, а за Хан како е, или можеби за Могерини? Може ли некој од нив да остане, бидејќи нас би ни одговарало некаков континуитет, што е право? Како што реков, значи дури и да останат некои од нив, веројатно ќе бидат на некои други портфолија разместени. Ретко се случило или скоро никогаш еден комесар да продолжи 2 мандати на истото прашање. А за Хан тоа би бил веќе 3 мандат, он веќе 2 мандати е комесар, но јас не би исклучил можноста комесарот Хан повторно да биде комесар. Бојан Марицич, благодарам многу. Јас не пропуштам прилика еднаш на 2 месеци од прилика да ве поканувам за да бидеме во тек што се случува, малку да дознаеме што има за сцената и така натаму. Се гледаме пак повторно за некои 5-6-7-8 недели во оваа студија. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со мене во понеделник во отвореното студио и во текот на целиот ден и со колегите од радните попладневни часови. Останете со 1 ТВ. Јас сум Сашо Јордановски. Утре со вас е колегата Александар Чомовски.